50 минутите за темата на денот. Мој вечерашен гостин, доктор по безбедност Златко Кузманов. Добро вечер. Благодарам на поканата. Трамп, додека се бара решение, најави веќе и царини за 8 држави кои жестоко сакаат да го одбранат Гренланд од намерите тој да го, не знам, анектира или да го присвои. Вашите проценки за почеток, колку е ова игра некоја или е сериозна тема? Не, темата е сериозна. Сега што се така направи, се зовре вака ситуацијата при крај на годината и се, ќе објаснам, ќе се потрудам да објаснам зошто. Значи, прво гледаме ова сето во контекстот што се случува и со Гренланд, се случува во едни сложени меѓународни односи и нарушена на некој начин меѓународна безбедност, која е сложена, комплексна, многу лесно се создаваат нови жаришта во светот и може да прераснат и практично се создаваат услови да прераснат и во некои регионални конфликти. Паралелно на тоа гледаме маргинализирање и криза на функционирањето на меѓународните тела, меѓународната организација, пред Обединетите нации, непочитување целосно на повелбата на Обединетите нации од главните играчи во светот и воедно гледаме практично носители на тоа се практично најголемите сили, водечките сили, кои и преземат мерки за репозиционирање, за влијанието во светот и остварувањето на нивните стратешки интереси. Во таква една целосна комплексна ситуација се вжештува ситуацијата сега конкретно и со Гренланд, како и со други состојби региони. И јас тука само би напоменал неколку работи, бидејќи ова не е ни ново, без оглед сега што се дигна така врева и се загреа ситуацијата декември-јануари. Интересот за Соединетите американски држави, за Гренланд и присутноста е од поодамна, да бидеме тука искрени, без оглед тоа колку што не ни се допаѓа или не е меѓународно исправо таков начин да анектирате, да присвоите без согласност и така натаму. Значи, интересот таму што 19 век, после Втора светска војна, дури до 1951 година Соединетите американски држави имале договор за одбранбена соработка со Гренланд, каде што имале своји 17 воени бази со преку... Сега има договор со Данска, има бази на... Не, ќе дојдеме до тоа. Ви кажам генезата ова, бидејќи сега на некој начин некој ќе се случува сега. Не се случува сега. Тогаш, после се намали вниманието по студената војна, се повлеко, остана една база нивна само тамо во северозападниот дел со 150 војници, али интересот остана. И сега овој претседател тоа го реактивира и со првиот мандат. Тоа беше и со првиот мандат, да не заборајме, бидејќи обично забораваме, има многу настани. И ова се случуваше и во неговиот прв мандат кога дојде и кога испорача на Данска и понуди го да го откупи. Тогаш тоа беше одбиено. И во тој прв мандат тој одреди тогаш и представник свој специјален за Гренланд, одреди еден негов пријател тајкун за шеф на експедицијска комисија за Гренланд и така натаму. По доаѓањето за вториот мандат у јануари, едно од првите работи во јануари кога дојде 2025 рече да ја одма и понуди Данска, сакаме да го земеме, присвоиме и така натаму. Данска се спротивстави. На тоа не се сложи со тоа. Тој почна уште пожестоко со тие негови барање и така натаму да изврши анексија, како што велат, или присвојување. Тоа се случуваше во текот на цела 2025 година. Дури еве не знам колку знаат гледачите, Данска и они преговара во текот на 2025, тоа не се знае толку, бидејќи Данска притисната им понуди на Соединетите американски држави во текот на 2025 година за сцената, преговара и им понуди широка договор за широка соработка, безбедност, одбранбена, да бидат присутни воено тамо заедни, да ги прошири инфраструктурата. Да, Трамп вика не, сакаме да вложуваме заедно, да ги експлоатираме минералите, сето тоа Дански го рече не, целосно преземење или ништо друго. Добро, што е суштината? Што има на Гренланд? Значи, покрај она што они јавно го велат, стратешки интерес, загрозување, битене као позиција, демек ќе го преземат Кина и Русија и така натаму, тоа ни е основа, еден од столбовите на нашата национална безбедност, тоа ова администрација на Трамп така го толку и така го поставува и позиционирано гледано на Арктико таму, тоа и така е. Али дали овие се стварно толку присутни или ќе го можат пред нив да го преземат, да го попалат тој простор, тоа е прашање сега. Тие така го представуваат. Данска нема сили тоа, па и Европската унија да се спротивстави на тоа и сега имаме таа ситуација. Тој инсистира на тоа. Гледате сега тука како е односот на Данска и Гренланд. Не се пробува да преговарат, да разговараат со нив, да најдат некој решение. Јас искрено и го кажав тој пред неколку дена и друга анализа, не верувам дека може да одат баш на воен начин, али дека ќе се направи тоа на друг начин, дипломатски, за цената со преговарање, да, и бидејќи оние
Да пробаме да расчистиме, да разјасниме. Што е осем стратешки важно, да речеме, во ред, но моментот нудењето на Данска на целосна соработка со Америка, воспоставување на други бази и експлоатација на некој начин, сепак е тоа простор отворен за американците. Што е тоа нешто друго што Трамп го сака? И да бидеме реални, голем дел и републиканци и демократи не се согласуваат со таа политика на анексија. Да, и тоа е битен момент, ќе го кажеме, али гледате, ако погледате земјината топка, ние гледаме нека не е само карта, така ќе го видите тоа како е горе оглед Антарктикот и тој дел. И колку се доближуваат практично тука Русија и Соединените американски држави преку нели тој Алјаска и така натаму и Арктикот, ако се отворат тие северни поморски патишта во северниот пол. Знаете колку се скратува трговијата, економијата побрзо него преку Атлантикот и овие другите патишта морски. И тоа е отварен голем предност во економска смисла, а полека тој северен, нели морски пат преку северниот пол се отвара полека, бидејќи и Русија работа тоа, ние не знаеме какви договори тука има меѓу Соединените американски држави со Русија. Русија има предност во отварањето, нели бидејќи они се и повеќе го окружуваат тој Арктикот према со нивната таа северна страна. Али и овие сака да излезат тука и да практично ќе бидат многу блиски соседи и ќе се работуваат во тој арктички А не е тоа едно притисок врз Канада, пошто Канада е... Да, секако е врз Канада, бидејќи таа е тука нели најблизо. Трамп сака и Канада да земе. Он вели вие ќе бидете 51 држава, а не па за Гренланд. Значи тоа е апсолвирано, па затоа е, па гледате сега и Канада се обидува денеска е премиерот па постана Кина, па да преговара за стратешки договор со Кина, се обидува да балансираат. Значи тука имаме сега Европа се обидува да ја помогне нормално. Данска сојузници во НАТО, Европската унија праќаат символично сили, велат не, тоа ќе наруши кохезијата на НАТО, на единството и така НАТО, бидејќи сега испаѓа на логична ситуација, Европа се подготвува од закана на НАТО членка територија од Русија, сега по своји политики испаѓа дека самата водечка држава од НАТО загрозува суверенитетот на друга членка на НАТО. И сега точно управо сте вие, мора да го нагласиме, ова е политиката на Трамп и неговата администрација. Има големи неслагања тука практично у Конгресот од демократите или дел од републиканците со неговата политика која е воинствена, екстремна, агресивна. И веќе има се поголем број на луѓе кои му се спротивставуваат на тоа. И сега, пред неколку дена практично во Конгресот се инициираше од демократите и дел од републиканците кои го напаѓаат Трамп, ако е таа партија, да се донесе закон, сега се инициира постапка визави Гренланд, да се донесе закон кој е наречен да се сочува единството, кохезијата на НАТО. И со тој закон се забранува, така да им се забрани на Стејт департментот и Министерството за одбрана со било какви војни мерки да вршат анексија, окупирање и било што загрозување на било која територија од НАТО членка. Тоа сега се подготвува тој закон. Најголемиот парадокс во приказната, во принцип, Трамп би го жртвувал и НАТО за Гренланд, како што индиректно парафразирано вели, парадоксот од друга страна тоа постои заради САД. САД е единствената држава во свет кој го активираше членот 5 по нападите во... Па не само тоа, тоа е, он е не... Во Америка 2001... Тоа е парадоксот. И сега, колкавиш се реалните... До друга страна, Данска е една од најлојалните членки на НАТО, кон Америка, да речеме. И сега, колкава е опасноста од сепак... ајде да не зборуваме за воен судир, но сепак некаков друг тип на судир внатре во самата НАТО или Европска унија, Америка. Судир не, видите сега, имаме тука изјави веќе преизвестно по наназад неколку време председател Трамп изјавува такви изјави во врска со НАТО, улогата негова, ако не ме слушате, ако не одвојувате, па зошто да ја браним и така, имаше контрадиктивни изјави предходно такви во таа насока. Само мислам дека се уште нема тие да бидат причина или да направат нешто да се НАТО дезорганизира или да се укине постоењето на НАТО. Мислам дека не име у интерес, затоа што и согласно нивната стратегија за национална безбедност новата, тие сакат тамо по нивно гледање, колку нас тоа и другите им се допаѓа или не. Во нивната западна хемисфера, тамо и Гренланд и тој дел да си ги средат проработите од дворот и собствениот двор, да го намалат влијанието или да го спречат влијанието или да го потиснат на Кина и на Русија, па после пак ќе соберат сили и ќе влијаат и на другите региони, дали Индо-Пацификот, Европа и така натаму. Сега тој се обидува да ги врати силите, ресурсите таму, да го среди работата ова Северна Америка, Средна Америка и Јужна Америка, па после да има повеќе сили, понатаму пак да ја демонстрира моќ и сила на другите региони, каде што и Индија, каде што е нели Кина веќе присутна во Индо-Пацификот, Русија тука во Европа е со европските држави. Мислам дека ќе, гледате сега и последната изјава беше помирена
мирливо од страна на делегацијата, видовте изјава денеска, каде што тоа не беше мора да значи ништо, може Не, али добро, тоа може имаме на двојност. последните 2 недели да се деси сосема Да, друго. тоа сте сведоци дека со председател Трамп и неговото начин на водење на политика и сваќање на политиката и посебно меѓународната, никогаш не може да бидете сигурни, може утре да излезе сосема нешто друго. Као што ова нели нема, Денеска вели дека во Иран нема да нападне, може ќе нападне, да. Луѓе проценки на 23 може да има Може интервенција. да, така. Значи тоа се веривме и тоа е негов стил на работа и он мисли дека е тоа предност и он така функционира. И тоа сите го научи и затоа сега секогаш проценките во однос на него се неблагодарни да ги давате затоа што може да погодите, не погодите, бејќи може да бидете изненадени. Тоа е ситуацијата во однос во однос на Гренланд. Само велам дека тоа има генеза и не е сега, само се вжешти работата. Ај ово што сега се заканува на сите овие што испратија неколку војници таму 8 држави, вели веќе планира да им воведе 10%. Објави дека планира да им објави да донесе одлука 10%, а од јули ако останат уште па 25. Али гледате сега таму велам, тука веќе и во натре во Северна Америка тој има веќе противници и се зоврива ситуацијата. Знаете дека во вторник таму е планирано, мислам, Врховниот суд да се изјасни околу законитоста на неговите тарифи што ги дава, бидејќи гледате овно меѓународната политика, тоа му се тие два стапа: економски мерки, тарифи или воена сила. И така настапува затоа што ги има тие алати. Во овој контекст на Гренланд, Америка и Европа има една интересна изјава на Германија на Мерц, кој што индиректно после долго време решива да се подпре на Русија. Ставот на Русија е некако многу поблиску кон во оваа приказна кон Европа. Може тоа да промени нешто во ситуацијата со Украина или да речеме во односите идни на Европската унија и Русија, или е само моментална? Ја видов таа изјавата, прочитав од германскиот канцелар, тоа е само еден вовед почеток во тоа некое можеби поинакво размислување или да се вразумат тие водечките во Европа, али тоа е она што може да биде како тригер за подобрување на односите Европска унија Русија, да речеме. Па дали тоа врета од друга страна Соединените американски држави и администрација тоа го бара од Европа. Им вели поштигнете стратешко партнерство со Русија, смирете ситуацијата да нема војна, стабилизирате ситуација, тоа го бара и во стратегиите и во политиките, тоа ни го бара. Сега што они отвараат това можариште и други големите сили. Како нема војна Русија и Европска унија, пострашна е Европска унија Америка. Па не, сега гледате како они се подготвува сили да дадат во Украина, се мачат како одеднаш сега брзо ќе собереме сили па да пратиме на Гренланд и како против кого, да праќаме да се бориме со Америка, тие таму имате една база со 150 луѓе и така натаму. Нема мислам да оди тоа на воен начин и така, ќе оди со други мерки, дипломатски, со договарања, али еве сега се зовре ситуацијата, се направи да биде тоа актуелно, жестоко, председател Трамп со секоја изјава така и тоа и го прикажува уште повеќе и сега имаме таква една состојба, али мислам дека ова што изјави од Конгресот и што се обидуваат администрацијата, државата, бидејќи тука има веќе и струи други во Америка кои на некој начин се спротивствуваат, не можете така да водите таква политика на тој начин, бидејќи тогаш ќе ги срушите партнерствата, сојузите, бидејќи едно од нивните главни полутки, главни алати за водење на меѓународната политика е вели да што повеќе сојузници создадеш и алијанси и пријатели кои ќе вложуваат повеќе за да го намалиме ние својот терет, а тоа беше политиката на Трамп. На овој начин ги одвраќате. И за крај сосема околу теориите на заговор, има ли нешто во ледениот остров што светот не знае, Трамп сака да го пронајде? Па тоа ќе дознаеме кога ќе се истопи малку ледот повеќе, сега не. Благодарам за ова гостување.